На 27 февруари 1876 година во Крагуевац, во тогашното кнежевство Србија, е забележан првиот обид за воспоставување социјалистичка револуционерна власт на Балканот во вид на црвена комуна. Имено, на овој ден, само 5 години после првиот обид во светот за воспоставување револуционерна власт на работниците преку Париската комуна од 1871 година, социјалистичките идеи победија во еден мал, но индустријски развиен центар во тоа време, познат по фабриката за оружје Тополивница Крагуевац. Затоа и не е за изненадување тоа што токму таму се случиле настаните познати како Црвено барјаче, социјалистички демонстрации кои завршиле победоносно. Социјалистичките идеи на Балканот доаѓале преку младите кои студирале по европските универзитети, каде доаѓале во допир со марксистичка литература и од каде се инспирирале револуцијата да ја донесат дома. Светозар Марковиќ, еден од првите социјалисти, знаел за револуционерниот потенцијал на индустријските работници, поради што веднаш после одслужувањето на затворската казна заминал во Крагуевац. Таму, со група истомисленици, работници и младинци, создале социјалистичка група која се подготвувала за престојните општински избори. Тие биле особено почитувани меѓу работниците во Тополивницата, која го вработувала речиси половина град. Од друга страна, радикалите ги придобиле селаните кои не биле задоволни со аграрната политика на централната власт. Затоа, не било изненадување тоа што коалицијата на социјалисти и радикали ја победија владеачката коалиција на монархистите и либералите со резултат 7:1. Сепак, либералите, чувствувајќи дека монархистичката власт е на нивна страна, се обиделе да ги фалсификуваат изборните резултати. Имено, според тогашниот устав на кнежеството, пропишана била можноста за собир пред општинската зграда во вид на пленум да се изгласа недоверба на локалната власт. Идејата била одбрана група луѓе да се собере и да го изгласа тоа. Но, информациите за заверата се прошириле меѓу крагуевчани, поради што за само неколку часа надбројните социјалисти го спречиле пучот на демократски избраната локална власт. Тие со себе носеле големо црвено знаме на кое со бели кирилични букви пишувало самоуправа.